нови работи, реконструирана просторија, имаме уште работи за довршување во делот на реконструкцијата. Ние денеска сакаме тука заеднички да го промовираме проектот кој што мислам дека општина Кавадарци преку Министерството за труд и социјална политика заедно со Црвен крст еден од посериозните проекти кои што досега ги имаме воопшто добиено со вредност од 12 милиона денари. За детајлите ќе оставам на стручните лица да објаснат. 12 милиони денари се добиени за време трајање период од една година, за заангажирање на 20 лица, за лица изнемоштени, лица кои што не може сами да се обслужуваат, да нашите стручни лица кои што веќе имаат добиено лиценци и се на некој начин вработени тука, да го вршат нивните потреби во делот на секојдневието. И по руралните средини, и по селата, и целокупната територија на општина Кавадарци. За таа цел е земено едно патничко возило, опрема комплетна, средства обезбедени, како што кажа, преку Министерството за труд и социјална политика, така да мене пред се ми е чест и задоволство што и нашата општина беше избрана во тој проект и сумата воопшто не е занемарлива, а и самиот проект предвидува дека понатамошното дејствие на проектот и целокупната работа ќе премини во професионалност, односно би требало тие лица да останат на работа и да може нашите повозрастни или било кои луѓе кои што не може да си ги обуват дневните обврски, општината и државата да се грижи комплетно за нив секојдневно. Се работи за развој на социјалните услуги во општина Кавадарци. Во овој проект ќе бидат обслужени околу 100 стари лица, изнемоштени лица, слепи лица. Ние одржавме тука обуки кои траја околу 3 месеци, 20 обучени негователи. Му доделивме свечено сертификати и сега чекаме да се почне со работа. Јас најнапред би се заблагодарила на градоначалникот и на Совет на општина Кавадарци, кој што ни помогна да аплицираме заедно да го добиеме овој грант 11-2020. Ова е проект, значи од 2020 почнат. Проектот, како што кажа координаторот на проектот, веќе е во полн тек, значи завршихме со обуки, сега чекаме да почнеме да даваме услуги на терен со тие 20 негователи кои што се сертифицирани. Во моментот ја чекаме лиценцата на Црвен крст да можеме како организација да даваме услуга на терен. И најважно од се за овој проект е што овој проект ќе има одржливост. Ова е нешто ново за градот. Значи тоа е проект каде што 20 негователи во моментот ќе дават услуги во домовите на старите изнемоштени лица. Планирано е за 100 лица. Во моментот, меѓутоа, понатаму може да обучиме нови негователи и да биде опфатена поголема бројка на лица кои што им треба ваква услуга.